По 20 години мистерија и тајни врзани за тоа кој е, каде е. Конечно, една по една се нишат приказните за Венко Марковски. За литературно-историски аспект, Венко Марковски си има свое место во македонската литература. Неговите творби, што носат белек несетска вредност, кај нас се објавуваат, се преобјавуваат, се толкуваат. Од тука бесмислено да се бара некаква рехабилитација на писателот Венко Марковски. Телото на големиот бунтовник и основоположник на современата македонска литература е на Софиските гробишта, додека неговото срце и мозок се наоѓаат во тегла со формалин во Националниот историски музеј во главниот град на Бугарија. Двата органи биле извадени веднаш по неговата смрт во 1988-та. Ова е традиционално за Бугарија, за зачувување на органи на истакнати личности од политиката, културата и други дејности, тврди денешен дневник. Најдобри творби ги напише на македонски јазик и како македонец. Мислам дека токму ова прашање, токму овој парадокс, допрва ќе бидат предмет на научно расветлување и толкување. Смилевски вели дека се уште се контрадикторни тврдењата за тоа кој е Марковски и потребни се детални анализи. Академик Гане Тодоровски вели писателот Венко го одрекува постоењето на македонците, нацијата и јазикот. Председателот на МАНУ пак Ѓорги Старделов вели на Венко Марковски треба да му се остапи место како основоположник на современата македонска литература. Како и да е неговото семејство, сопругата, синот, кои живеат во Софија, бараат органите кои се уште стојат на полиците на бугарскиот да бидат закопани на централните гробишта во Софија, каде и телото на контраверзниот Венко Марковски.